Почитувани слушатели, вие кои не следите на социјалните мрежи, на Фейсбукот, спомнав дека во нашето студио е архимандритот отец Гаврил од Свети Климент Охридски од Кинглеј. Отец, добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, се благодарам за поканата. Еве, ние се трудиме и преку нашата радиопрограма, нели да ја прошириме нашата вера, знаењето околу празниците, значењето на нашите големи празници. Еве, на прагот сме од Великден, постот е при крај и наскоро доаѓа Великден. Што е карактеристично за овој период? Па еве, како што спомна, Великденскиот пост, кој што веќе 6 недели веќе влегуваме во 6-та, скоро влегуваме во 6-та недела, привршува и всушност меѓутоа не завршува, затоа што 40-дневниот пост кој што е предвиден за како подготовка за Воскресението Христово продолжува со последната недела кој што не влегува фактички во како тој пост, меѓутоа влегува посебен еден циклус во кој што се нарекува страстна седмица. Страст доаѓа од зборот страст, кој што значи страдание, мајки, кој што Исус Христос ги поминал во последните неколку дена, последната недела од неговиот живот овде на земјата, пред да биде предаден, распнат, погребан и да воскресе во третиот ден. Добро, еве јас прв пат слушнав, веројатно и повеќе од нашите верници на православни верници на Македонската православна црква, Лазарово воскресение. Да, Лазарово воскресение. Да, сакам да го објасните тоа пред Христовото воскресение, зошто е значајно? Па Лазаровото воскресение како пред вкус на влегувањето во страстната седмица и воскресението Христово, и со тоа нели Христос полека на некој начин го спремаше тогашниот изборен еврејски народ за неговото објавување, за неговото фактички остварување на домостојот Божи кој што беше предвиден за спасението на човекот. Да можете погласно. Воскресението Лазарово е поврзано со се случило една недела, односно саботата пред предходната недела пред Великден. И намерно Христос знаел дека Лазар бил пред умирање, меѓутоа тој не дошол на време затоа што нели секогаш го барале луѓето за да ги излекува, да ги спаси од болеста па и од смртта. Меѓутоа тој намерно допуштил за да објави најпрво да објави својата големина, божествена големина, бидејќи тој бил и Бог и човек, богочовек, да објави својата божествена природа, меѓутоа и да го објави неговото воскресение. И како се вели 4 дена бил Лазар во гробот веќе умрен, за кој што тој умирањето го нарекува спиење. Кога вели пријателот наш Лазар заспа и апостолите лика ако заспа ќе стане, меѓутоа Христос си објаснил дека се работи за друго заспивање. И затоа и нашето, да речеме, умирање е некој вид заспивање пред општото воскресение. И Христос смртта всушност не е крај на животот, туку почеток на вечниот живот. И за да го објави неговото воскресение, Христос го допушта овој настан и кога веќе приоѓе кон Битанија кај што живеел Лазар, и тој неговите... Извинете, каде живеел? Битанија. Битанија. Тој предградија негде на Јерусалим. И тој неговите сестри го пречекуваат и вели да беше ти овде, нашиот брат немаше да умре. Меѓутоа тој вели дека, знаеш, ако веруваат во него, воскресението ќе се случи. Тие знаеле дека ќе има општо воскресение, меѓутоа се уште не е било јасно за воскресението Христово и за тој настан, затоа што се уште тоа било малку во сенка, во една мистерија. И затоа Христос се помолува, вели, на Бог Отец и да покаже дека
Бог Отец е секој со својот, дека тој е негов син и секој се заедно и го слушат. И затоа и вели ти благодарам че знаеш дека ти ќе ме послушаш и тогаш го повикал Лазар и Лазар доаѓа преку од гробот 4 дена со облеклото, односно со плаштеницата во кој што бил, нели, според тогашниот закон повиен и потоа за жал тука се гледа и нашата, да речеме, слепотија на човекот. Место народот да се поучи дека Христос е вистинскиот Месијат и избраник и нашиот Спасител, дека има власт на смртта, евреите кои што не се согласувале со него, тие намислиле да го убијат. И не само Христос, нели, што веќе долго време се подготвиле, туку да го убијат и Лазар кој што сведочил за воскресението Христово и за големината на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Добро, после Лазаровото воскресение можне значајно кај меѓу верниците и веќе познато е ова Лазарова сабота, нели така се вика Лазарева сабота. Лазарева сабота, а потоа се цветници. Да, Христовото влегување во Ерусалим. Да, наредниот ден веќе Христос влегува во Ерусалим, затоа што веќе дојде времето кога тој требаше да се предаде, нели, за спасение на човекот, да биде распнат, да воскресе, нели? И тоа се случило ден после воскресението Лазарово и луѓето биле малку збунети. Едни го дочекале со овации како на цар, особено малите дечиња кои што излегле пред него, скокале, рипале и луѓето фрлеле палмови гранчиња во знак дека го пречекуваат царот кој што доаѓа по една триумфална победа. Победата на смртта и всушност и победата на неговата лична смрт, нели, после што ќе се случи. Меѓутоа, другата страна па евреите озлобени, помрачени и затворени во своите срца, тие пак го спремале, нели, погибел, најлошото. И затоа и се лутиле на некој начин како децата викат, Господ е рекол и децата да замолкнат. Значи прво го прекажува пророштвото дека од децата ќе биде воспеан, повторно за да се сета дека сето тоа што се случува е по промисла Божја и да се покајат и да го примат, нели, како свој Бог и Спасител, меѓутоа тие остануваат упорни и вели дека и децата знаат и камењата ќе прозборат. Зошто го добива името цветници? Цветници се вели кај нас, во нашиот народ, во нашите краишта, меѓутоа правилно е како овде што се вели Palm Sunday или неделата на палмовите гранчиња, затоа што во тие краишта, еви тука имаме палмови гранчиња, тоа било символот кој што се причекува царот. Кај нас, нели, тоа се прави со цвеќиња, со врбови гранчиња, со тоа што го имаме ние. Затоа се вика или врбица, или цветници. Добро, за ова не се имавме договорено, не знам дали спаѓа во оваа тема. За кога Исус Христос влегува, или Соломон царот беше кога влегува и ги гледа кога се растураат сето, тоа не спаѓа во ова. Тоа веќе иде следното. Тоа се случило на големиот велики понеделник. Затоа што кога Христос влегува неки во Ерусалим, кој што требало да биде дом на молитва, тој ги гледал луѓето распослани со своите тезги, продаваат, распродаваат и тогаш тој ги растура. Тоа е пијат. Па се прават пиеле, што не треба да се прави. И затоа Христос тогаш и прв пат го покажа својот гнев, својата жесточина дека ги растура масите и кажува еден зборови што се длабоко значени за нас, а тоа е дека домот Божи требаше да го направи дом за молитва, вие го направите разбойничко гнездо. Тоа всушност се означува и за нашите домови, односно за нашите срца, кои што треба ние да ги посветиме на Бога во мир, во тишина, во љубов, во молитва, а ние за жал се занимаваме со многу грешни работи, затоа што
во пештерите на разбойниците, значи се што ќе пленат тие влегувале секакви нечистоти. И така во нашите срца на тој начин и се таложат тие нечистоти, примајќи го денешниот ден со разни лоши помисли, со лоши зборови, со лоши дела, желби, чувства, и заради тоа, да речеме, Господ преку тоа и нас не опоменува дека всушност треба да го чистиме нашиот дом, нашето срце, за да биде дом на молитва, дом Божи. Така, понатаму, значи, се редот на богослужбите. Сакам да ми објасните, бидејќи зборувавме за Велики петок, за Велики понеделник, Велики вторник и Велика среда. Ние знаеме за Велики четврток, Вели петок и Велика сабота. И тука ќе сакам да ве прашам околу тоа, велики или вели, на во некои наши изразувања се вели Вели петок, Велја сабота или Вели четврток. Па тоа е дилемата, фактички диалектички. Да. Во некој краиште ние го кратиме последниот слог и затоа и Вели останува. Има една друга дилема дали треба голем петок или велики петок. Секако дека и велики е македонски збор кој што потекнува од што се вели светите браќа Кирил и Методий, како што е голем. Меѓутоа, кога се зборува за велик, се мисли за духовна смисла, спиритуална смисла. И затоа ние го потребуваме зборот велик. Возвишено, нешто што не е достижно, да. Така, да. Јас така го разбирам Така, сега. да. Црквата не знам како го толкува. Така е, апсолутно. Меѓутоа, постои некој, да наречем така наречено патриотски движење, кој што вела дека велик не е македонски. Александар Велики е нешто возвишено што никој досега не го достигнал во светот, нели, околу неговите освојувања и раководење со тие земји со кои бил. Меѓутоа, да се вратиме повторно на Великден, на службите. Имаме сега Велики понеделник, Велики вторник и Велика среда, нели? Значи, интензитетот, генерално интензитетот на богослужбите во 40-ницата, односно периодот за постите пред Великден е зголемен, а посебно за последната недела. И последната недела, странската недела, понеделник до среда има исто така зголемен број на молитви, на песни, песнопенија, во кои што всушност и се на некој мистичен начин и ќе речем и реален, ние пробуваме да влеземе во настаните кои што се случувале во тој период и да сочувствуваме со Христос, да ги претрпеме, да ги почувствуваме сите тие негови чувства и мајки кои што тој ги претрпи. И затоа црквата на тој начин го воведува човекот. Првите 3 дена всушност на некој начин е како почеток на нешто што иде пострашно. Или, значи, затише пред буре, како што се вели во нашиот народ, и тие се тивки богослужби во кои што, да речеме, во првиот ден, во понеделник, се чита Евангелието на... Се чита всушност целото Евангелие, сите Евангелија поред се чита, тоа се најчесто прават во манастирите кај што има повеќе јеромонаси и кои што тие, нели, имат можност реално да се ослужат целата предвидена богослужба и се чита, се истакнува посебно Евангелието за праведниот Јосиф, кој што бил син на големиот патриарх Јаков, кој што всушност бил предаден од своите браќа затоа што бил најомилен син негов и последен. И меѓутоа историјата се случила со тоа што него го наоѓаат египјаните, го зимат кај нив, Јосиф станува многу паметен, мудар и честен човек и станува прв човек веднаш после фараонот, после царот. Се случило елементарна непогода, односно временска во кој што на голема суша и голем глад, кој што го предвидел Јосиф и неговиот, бидејќи царот имал голема доверба во него, го послушал, и акумулирале храна, залихи за 7 години кај што било пророштвото и на тој начин обстојале. Меѓутоа се случува да браќата негови
побараат од својот татко благослов да појдат во Египет, бидејќи нели Египет веќе се подготвила за тоа, за да побараат храна од таму. Тогаш по Божја промисла Јосиф ги сретнува браќата, бидејќи тие не го познале затоа што како дете го предале, тој ги примил, тој ги познал веќе, ги примил и ги угостил и сега и на крајот и се открива и не и возвратил за злото со зло, туку напротив, кога тие се плашеле дека нели може да ги погуби се да и направи затоа што тие постапиле нечесно, тој ги прими и ги угостува и ги викнува сите и на тој начин и ги спасува од непогодата. И тоа е фактички праслика на нашиот Исус Христос, кој што ние како луѓе сме го исто така пределе и кој што сме се откажале него, меѓутоа повторно тој како милосрден не ги прима нашите гревови, ги победува нашите гревови со неговата љубов и со неговото нели милосрдие и ни простува. И другиот настан е настанот со смоквата. Со смоква, да. Со смоквата, да, во кој што кога виделе смоквата, нели, минејќи по патот, виделе многу раскошна стволка со многу лисја, биле гладни, сакале да пробат, меѓутоа виделе дека нема ништо плод. И Исус со зборија проколнува и таа се сушува. А тоа значи, исто, значи, ние како луѓе се гордееме со самите себе, со нашите мисли, или ако имаме успеси или едно друго, меѓутоа реално плодови на милосрдие не носеме, плодови на добродетел. И затоа и ќе бидеме исушени ако не се покаеме, ако не правиме правилно да ги балансираме тие нешта во животот, во кој што пред се е духовното. Добро, понатаму одиме со зголемување на службите во црковните служби, доаѓа Велики четврток. По што е значаен Велики четврток? Па пред да спомнеме за Велики четврток, ќе кажеме за Велика вторник, веќе се зборува за 10 девојки, петте била разумни, петте неразумни, во кој што се кажува дека еве младоженецот доаѓа. Тоа е за среда? Тоа е вторник и таа иконата, ако сте забележале, Христос со врзани раци и со трнов венец на главата. Да. Таа се вика еве женик доаѓа и таа се пее, таа песна се пее низ целата тој период и првите 3 дена, во кој што всушност не е потребно, повторно е поврзано со нели со правилниот живот, како што спомнавме со смоквата, во кој што ние треба да донесуваме плодови на милосрдие, затоа што ќе бидеме истерани надвор од рајот, кога Христос ќе дојде и ќе ги побара своите кои што оние кои што се спремале, кои што го чекале, ќе влезат, оние неподготвените ќе бидат истерани надвор. Иако многу за жал многу од нас велат дека се големи христијани, добри луѓе, меѓутоа реално делата не покажува така. Затоа треба и пред Христос не можеме да видиме како да кажеме, да ги скриеме тие некои нешта, и затоа треба. И во голема среда, велика среда се случило големото предизвикство. Добро, се извинувам, јас Велики понеделник, Велики вторник, за мене зборувам, веројатно другите знаат. Прв пат слушам јас Велики понеделник, Велики вторник. Ние знаеме за Велики четврток, петок и сабота. Да, па затоа ова седмица се вика Велика седмица или Света седмица некаде се нарекува и се поврзани тие големи. Меѓутоа не е толку истакнато затоа што богослужбите се од потажен карактер. И да речеме нема литургија, затоа што во вие тажни литургијата е свечена богослужба и во тие дени што се служи, ако се служи само литургија на претходно светени дарови, кој што е всушност вечерна служба со причистување. И па во тоа е нешто тојце за кое што ние добри благодариме и за тебе и за сите добронамерни во ова радио кои што секој пат ни возможуваат да ги покажеме нашите вистини, нашите учења кои што еве сме ги заборавале. Тоа нашите предци го знаеле. Меѓутоа за жал периодот во кој што ние поминувавме сме го заборавиле. Тука сме да се подсетиме и со тоа. Значи се доаѓаме до Велика среда.
Да, велика среда е значена по тоа што тогаш Јуда, кој што Искариот. Искариот, а кој што Јуда Искариот. од Карија, значи Да. тоа месото Не знам кај што зошто му е. потекна, од кај што месото кај што потекнува. Аха. Да. Значи по местото му е Да. презимето. Да, и тој претходната недела се читаше Евангелието во кое што Јаков и Јован побарале од Христос да ги назначи како негови, да наречам, сенатори, кои што ќе седат од неговата десна и лева страна. Значи, меѓутоа Христос ги корува, не знаете што барате. Неговото царство не е од овој век, туку од идниот век. И Јуда го видува тоа дека веќе Христос не работи за овој век, за ова царство, и дека Христос иде натаму кај што иде, и сега сакал на некој начин, тоа е голема бедна работа, да заработи Пари. И за жал ја го предава, бидејќи евреите многу начини барале за да успеат да го фатат Христос, меѓутоа тој како се мудар секој пат ги надмудрувал. И како се праведен, немале нешто, и дури кога го суделе пак на праведно, меѓутоа Христос, како што се вели, сами од себе се предаде за нашите гревови. И тогаш Јуда, нели, кога апостолите, Исус Христос заедно со апостолите биле на молитва во Гециманската градина, тој претходно се договорил со фарисеите, со римјаните исто, дека ќе го предаде за 30 сребреници. Тоа е всушност предскажано во Стариот Завет, дека ќе го предаде за цена кој што е смешна, кој што се предава за еден роб. Тогаш тоа било цена на еден роб. Како сега што е продава Македонија некој. Тоа е моје, јас го кажувам. Вие се оградувате од тоа. Да, продолжите понатаму. И тогаш, нели, тоа се случило и Христос повторно, доброволно пошел со нив и веќе, меѓутоа, за Велики четврток, веќе навлегуваме во Велики четврток, најзначено со тоа што Исус Христос ни ја открива, ни ја дава во наследство Светата Евхаристија, односно причеста или литургија. Тогаш е кога се гаснат светите? Кога се пеат? Да, тогаш на вечерната богослужба, значи прво да кажеме на утрената, се служе значи Василиева литургија, во која што е во спомен на воспоставувањето на тајната вечерност со Светата Евхаристија или литургија, во која што Господ Исус Христос пред да замене ни си даде преку виното и крвта, како реално со претварањето со молитвата, претварањето на виното и крвта во негови вистински тело и крв, за наше спасение, кој пиете и јадете, ова се пролева и се прекршува за простување на вашите гревови за живот вечен. И затоа ние, да речеме, сме должни како христијани да се причестуваме, односно да присуствуваме на Светата литургија, сега го претходно и подготувајќи се и да се причестаме, посебно на тие деништа за Велики четврток и особено за Воскресението Христово. А вечерта се читат страдалните Евангелија. Тоа се извадоци... Плачење на... Така се... Тоа е наредниот ден. Во се читање 12 страдални Евангелија, во кои што од сите 4 евангелисти се издвоени наста делови, нели, од нив, 12 вкупно, во кои што се читат и се подсетуваме дека за страданието на Исус Христос, за неговото пророштво и всушност тогаш и веќе настануваат и тие најтажни денови во историјата на човечеството, во кои што ние преку таа богослужба се, нели сега, во тој ден, во тој период се изнесува и крстот.
Да, се врти Не околу се- црквата, нели? Тоа е следниот ден, Следниот ден. меѓутоа првиот ден се изнесува Да одиме докторот побрзо, Крстот. бидејќи времето имаме ше 10 минути. Завршете А со наредниот да. ден веќе е Петокот сакам оплакувањето, голем петок. сакам да зошто се вели најстрашниот ден го велиме во православието. Па затоа што тогаш човечеството си ја покажа својата беда, си ја покажа својата И уште дополнително најголема сакам да грешност. кажам да прашам дека на планината Голгота, така Исус Христос беше распнат на крст и таму имаше двајца војници. Да. Што сето се случи тогаш на тој ден? Страшниот ден. Да, зошто? за овие настани, значи, може да се зборува многу и многу. Периодот во кој што еве се ние сакавме накратко да ги известиме граѓаните, нашите слушатели, меѓутоа секој збор, секој движење, секој настан има многу длабоко значење. Тоа е тоа дека Исус Христос бил распнат меѓу разбойници, како што повторно било проречено во Стариот Завет, 100-200 години наназад, дека тоа ќе се случи и преку тоа да се сетат луѓето дека тоа е реално. И распнувањето на Христос всушност е распнување, тогаш биле распнувани луѓе да било најсрамна смрт, да биде распнат на крст. И Христос до толку се понижил што едноставно дозволил на луѓето, обвинувајќи го лажно, тој сам себе повторно наоѓале, нели, вистина, тоа место кај што може да го винат, меѓутоа тој допуштил со тоа што сам се принел и го распнале, нели, тука веќе патот на Голгота, во кој што тој го носи својот крст, па паѓал, па потоа, нели, му го даде крстот како се викаше, але ако заборав се, простите, и во кој што всушност и човештвото учествува во тој настан и да види дека носењето на крстот Христос е големо, затоа што Исус Христос во тој момент ги носил на нас, на него сите наши греови Со преку крстот, своји рани, да, преку крстот. преку крстот. И затоа е всушност меѓутоа крстот на крстот ѓаволот го претрпел неголемиот пораз. Мислејќи дека ќе го прикува, ќе го уништи, меѓутоа Христос со неговата божествена сила, а и со неговата човечка праведност, затоа што не беше спознал грев и не можеше адот, беше место кај што одеа луѓето до тога, затоа што сите паднаа во грев. И Христос со тоа го победи, го скрши адот, ги скрши и оковите на адот, и ако забележувате иконата на Воскресението, кој што Исус Христос ги пружи двете раци, одоздолу има како јама, во кој што демоните викаат, нели, а пак има и еден гроб со пранги. Тоа Христос ги крши тие, значи, пранги, го крши адот, до тоа време сите луѓе заради својата грешност заменувале варат. Од после Христовото воскресение, секој што верува Бога, секој што се кршти во Бога, секој што живее според Бога, Божите заповеди, се посте, се исповеди, се причестува и активно учествува во богослужбите, значи го наследува Царството Небесно заедно со Христос. Така, сабота е мощне значење за Објаснувајќи ги овие настани, всушност објаснив и за сабота, дека во сабота тој влегува во адот. И се врти околу црквата, нели? Се врти во црквата, тоа исто така символично, во кој што 3 пати, нели, во името на Света Тројца се врти, и потоа, нели, свештеникот кога чука на вратите, всушност тоа е означувањето на символично, нели, на триумфалното влегување на Христос во адот и извлекувањето, како што Песка спомнав за адот, тоа е во рајот, нели? Адот е пеколот. Пеколот. Адот е спротивно старозаветно назив на пекол адот. Да. За да знаат нашите верници. Точно. И од тогаш, значи, Христос ги подига сите оние кои што го прифателе Христос, затоа што Христос и во адот на умрените и проповеда
за неговата спасителна наука и за неговата божественост. И секој, како што реков, кој што поверува и таму, затоа што човекот кога умира, значи не умира, не завршува неговиот живот, продолжува понатака. Затоа се вели телото пропаѓа, меѓутоа душата бива судена и секој одговара за своите дела, оној кој што живеел правилно ќе биде заедно со Христос во рајот, оној кој што живеел неправилно, грешел, за жал сам избира да биде надвор од таа благодатна заедница со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Оче сме при крајот на нашата радиопрограма, имаме уште 3-4 минути. Накратко за значењето на Великден за македонските православни верници овде во Викторија, па и пошироко Австралија, кои не гледаат и преку социјалните мрежи, па и насекаде. Па на овој начин сакам на сите наши македонски православни верници да и посакам активно учество во овие богослужбени денови, во кои што затоа што не само свештениците служат за себе си, туку служат за сите нас. И на тој начин ние покажуваме дека сме прави верници, а знаеме дека македонската нација е меѓу првите што прифаќа христијанството. Да. И според тоа, ние треба да покажеме дека сме верници со редовното одење на богослужба, со постот, оние кои што не постиле до сега, барем оваа последна недела нека пробат, нека испостат и на крајот и да си дојдат на Воскресение Христово, да ги вапцат во четврток јајцата, меѓутоа кршењето на јајцата и јадењето треба да иде од после светата причест, после светата литургија. Значи не само со тоа кога свештеникот ќе објавува Христово Воскресение, туку треба се влезе во црквата, да се присуствува на празнична Христовата воскресенска служба, да се причестаме и тогаш после да го пријаме Христос, да воскреснеме ние заедно со Него и да се честитаме со Него и да го скршеме јајците како символ на Воскресението Христово, од кое што од гроб излегува живот. И тоа значи од јајцето излегува пилето. Така. Значи тоа е символиката. Како ќе биде во манастирот горе, во Свети Климент Охридски, со службите? Па ние ќе објавиме список како што ќе биде. Велики понеделник, вторник и среда, значи тие од 8 часот имаме богослужба утрена, 11 имаме друга богослужба, четврток веќе, спомнавме во 9 саат имаме литургија со причест, да во 7 часот навечере читањето на страдалните евангелија. Во петок нема литургија, единствена ден кај што нема литургија. И потоа, значи, вечерта во 7 часот оплакувањето, читањето на статиите, сокружењето со плаштиницата околу црквата. За веќе во сабота има исто така во 9 и апелирам сите оние кои што имаат мали дечиња и кои што не ќе можат да дојдат на вечерните часови, да ги донесат тогаш да се причестат дечињата, затоа што и таа е пред воскресенска литургија и служба, за да вечер во 11:30 навечер луѓето кои што можат да дојдат во црквата, да го објават Воскресението во 12 и да седеме до крајот на литургијата, се причестаме и да понесеме воскресенската радост. Оче, имаме уште 30 на секунди. Ви благодарам многу за објаснувањето околу Великден и великденските празници. Почитувани слушатели, доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма. Уште еднаш ви благодарам и нормално дека ќе ги следиме вашите совети до крајот на Великден и понатаму. Секако дека учиме од вас. Ви благодариме. Благодарам на вас. Las funerarias de Tobin